Постојано на Христијански центар 490. И јас ќе викам само тримот Славија тука да стане позади мене, за таму јачко ќе го завршам, тоа да продолжи заедно да го славиме нашиот Господ. Океј? Може тримот Славија да е позади мене. Уште раз добро дојдовте на неделната богослужба на Христијански центар 490. Ние сме црква, жива црква која што верува во живиот Господ, зашто нема како да верува во живиот Господ кога не биде жив. Така да ние во овој свет одиме и неговиот живот поминува помеѓу нас. Затоа некои луѓе се окрабрени, поттикнати за што повеќе да вршиме неговата волја, затоа што нема подобро за ниту еден човек од тоа да изврши Божјата волја за својот живот. И така е најрадосен, најисполнет. Нема да ти недостасува ништо во тој момент. Дури ти недостасува нешто, Бог ќе ти надокнади, ќе ти го даде. Знаете, јас многу се радувам кога гледам некој човек како преминува од страф и паника во голема радост. Многу ме радува, не знам дали ти си бил во таква ситуација во твојот живот, можеби ти си бил тој што се искуси од страф и најнаш си преминал во радост. Јас сум имал таква ситуација во мојот живот, ама сум бил ситуација каде што некои луѓе сум ги видел како преминуваат од страф и паника во голема радост. Јас верувам дека некој ден сум нас ќе премине од страф и паника во радост. Во радост голема. Заради добриот на Светиот Дух денес во твојот живот. Бев пред зградата моја пред неколку дена и сега заедно со мојата ќерка да се играше, Авигеја, нека да се знаете повеќето во големиот дел. И додека се играше, слушав звук на телефон, како звони и се викам, ова сега јас го слушам звуков или ми се причинува нешто, се продолжим да го игнорирам тој звук. И после повторно слушав звони. И кога се свртав на мојата лева страна, видов еден телефон таму звонеше, се јави на собственикот, дојде и си го зема шината и ја видов во тој момент како помина од голем страх и паника во голема радост. Знаете, и ја верувам дека ние, колку и да понекогаш чувствуваме некаков страх или некаква паника на момент, ние ќе поминеме во радост зашто Господ е со нас. И зашто во него имаме голема сигурност. Нека му веруваме на нашиот Господ Исус Христос. Знаете, вчера имавме исто така евангелизација во Баница во Струмица кај пастор Столе и беше благословено со тимот оваа црква, бевме заедно со Марија и некои други луѓе, Милан и останати, и беше наистина благословено време да се служи на луѓето во Баница, да се сподели добрата вест и да се гледа како Бог ги допира срцата на луѓето. Интересно е во Евреите, во 4 глава во 2 стих, таму пишува дека и ними беше проповедано словото како и нам. Вика, но тие нема полза од слово што го веат чулето, зашто не пристапија со вера оние што слушаа. И тоа значи дека ти можеш да се наоѓаш некаде и да бидеш најдобрената личност, да плачеш од радост, да се радуваш, а воедно од тебе да има личност која што е најладната личност во исто време. Ама тоа што некој друг е ладен, тоа не значи дека ти треба да престанеш. Зашто кога во тебе ќе гори огнот и мразот на оној што е ладен ќе биде стопен на тој начин. И затоа ја верувам дека вчера многу мразови беа стопени и многу срца беа ослободени. И беше наистина прекрасно време да се служи. Таму, затоа што преклон имаше пожар, изгореа две куќи, беше жално, помагавме со води и ги благословувавме, идеме кај пожаркарите, носевме вода и потоа се одржи евангелицијата кога пожарот престана. Затоа што наистина беше благословено да служи таму на таков начин. И Маријан сподели прекрасни работи, и други кажа сведоцтва, па засловие беше таму, некои други луѓе. И наистина беше благословено време да служи на тоа место. Се молевме за луѓето и наистина беше исполнето време. Знаете, кога човекот оди за Господ, Божиот Дух е со него и тој го исполнува. И затоа ние денес дојдовме собрани во едно име, во името на Исус. И јас верувам дека како овој страх да чувствуваш, како и паника понекогаш да доаѓа во тебе и да не знаеш од каде е, Бог ќе тргне таа паника и Бог ќе отргне тој страх. И ти ќе бидеш слободен човек, зашто надежта твоја е Господ Исус Христос. Може да станеме сите заедно во еден друг, во единството на Светиот Дух и да му дадеме слава на нашиот Господ Исус Христос. Зашто тој е достоен слава во сите наши денови. Знаете, на добро место си, во добро време си, затоа што времето што сега дадено е од Господ и времето што дадено од Господ, Бог ја верувам дека сега ќе ни исполни, јас верувам дека Бог сега ќе ни освежи и ќе продолжиме да одиме во таа свежина, во тој од со Господ, каде што ќе чувствуваш безбедноста на друго ниво, каде што ќе чувствуваш уште повеќе радоста негова како сила твоја и како заштита твоја. Затоа јас ќе се помолам и може да продолжиме со песни, да му благодариме на Господ Исус Христос за оваа црква, за се што Бог прави во Македонија и за се што Бог прави на оваа земја каде што нашите нозе газат. А и Бог прави нешто каде што нашите нозе не газат, за може нашите нозе да сгазнат таму каде што не сгазнале. Нека му веруваме на Господ Исус Христос и нека пристапиме со вера денес
на проповедта, за да имаме полза од словото што ќе го чуеме. Затоа што без вера словото вели дека не може да му се угоди на Бог. Затоа што оној што му представува на Бог мора да верува дека Бог постои и дека знаете што, и дека ги наградува нешто го бараат. И затоа ти ако денес си тука дојден и ако веруваш и ако го бараш Господ, Бог ќе те награди зашто ти го бараш Господ, заради твојот копнеш кон него. Бог ќе те награди. Вчера се воземе со мајна околу и тој рече ние мора да копнееме кон Господ. И затоа ние мора да копнееме стварно кон нашиот Господ. Да го бараме со цел наше срце, се што е во нас, да бидеме исполнети со него, да бидеме исполнети со неговото присуство, да бидеме исполнети со неговата свежина, да одиме во овој свет како луѓе што се водени од Господ, за да го носат Божјото во овој свет, за да бидеме една призма кога Бог нешто ќе направи во нас, тоа да одегне околу нас, за и другите околу нас да се освестат, за и другите околу нас да се решат леле каде бевме, сега каде сме, зашто Бог мене ме допри нешто се случи во тој момент, за уште многу луѓе да сведочат како што ние сведочиме, за многу луѓе да се радуваат како што ние се радуваме, за многу луѓе да бидат слободни како што ние сме слободни, за многу луѓе да живеат како што живееме и уште повеќе од тоа да живеат и да се радуваат затоа што заради верата во Господ Исус Христос. Заради живиот Господ Исус Христос. Зашто од него доаѓа радоста и од него доаѓа се што ние имаме. Затоа што сега нашите џебови не се полни со работи кои што паѓаат и не се добри, туку се исполнени со работи од Господ. И затоа имаме ништо да извадиме кога некој човек ќе дојде за нас. Да речеме слушај, се молев за ова и Бог направи ова. Јас верував за ова и наеднаш дојде еден човек и ме благослови со финансии, а ги немаше и на работ од јас се сеќавам на еден човек кој што бил во болница и нема во тој момент да плати и не знам што направи во тој момент и наеднаш после тоа стигнале финансии баш таму на врата кај што бил. Ние треба да му веруваме на Господ Исус Христос се срце. Бог ќе направи пробив таму кај што сме. Не знаеш од каде ќе дојде помошта, но знаете дека дојде Господ. Понекогаш знаеш си збунет, чекаш и не знаеш каде ќе дојде, но знаеш дека ќе дојде. И затоа и овој ден нека чекам постојано на Божјото водство и водени од него да одиме во овој свет. Затоа што гласот негов секогаш нас ќе ни даде свежина и гласот негов секогаш нас ќе не води на добриот пат во нашиот живот. Нема друга патека подобра од Божјата патека за нас. И затоа е добро да одиме на таа патека, водени од него, водени од неговиот дух и така ние ќе видиме една личност во овој свет полна со надеж, што како дрво, што колку и да кинат од неговите плодови, повторно има. Може би ќе скинат ако ти си човек кој што дава, не знам, праски, ќе земате на праски, повторно ќе има. Ако ти си човек, не знам, што дава благослови, не знам, финансии, ќе дадеш, но повторно ќе имаш. Господ ќе те благослови. Зашто? Не заради тоа што ти гледаш, ја ќе дам, ќе имам, не затоа што му веруваш на Господ, дека тој е снабдител и тој те одржува. Токму како што ги одржува твоите родители, тој ќе те одржи тебе. Токму како што Бог одржува некои родители сега, Бог ќе ги одржи нивните деца, зашто му веруваат на Господ за нив. И ниту една солза Бог не оставува туку така. Зашто може да одиме со песни и со радост и со срце благодарност да му дадеме слава на единствениот, добар, вистински Господ, кој што во секој момент прави нешто во нас. И ако нема во овој свет, и ако сме живи, и ако вие може да видите моето лице, и ако можам да го видам некое друго лице во овој свет, тоа е затоа што Бог дал живот и пред времето ги создал за да му веруваат и да живеат живот со него во овој свет. Халелуја, Исус, слава ти, Исусе. Да може си да сме станати и може да влеземе во славење и обожавање на нашиот Господ Исус Христос преку овие песни ќе ги пееме. Така да може да славиме нашиот Господ Исус Христос. See
и да држи. Вечен си Бог наш Татко, прекрасен Создател, всемогън Господ. Ти преку Светиот Дух го зачна Синот Твој, Спасител Исус. Ще имаш првата строфа пена. Вечен си Бог наш Татко, прекрасен Создател, всемогън Господ. Ти преку Светиот Дух го зачна Синот Твој, Спасител Исус. Верувам во Тебе, Татко, верувам во Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да Светот Тројство е Бог, верувам во вечен живот, мртви ќе воскреснат, јас верувам во името на Исус. Наш бранител си Исус, на крсти пострада, не откупи сите. По темнина се зимна, славно се воздигна, повисоко од се. Верувам во Тебе, Татко, верувам во Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да Светот Тројство е Бог, верувам во вечен живот, мртви ќе воскреснат, јас верувам во името на Исус. Верувам во Тебе, Татко, верувам во Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да Светот Тројство е Бог, верувам во вечен живот, мртви ќе воскреснат, јас верувам во името на Исус. Верувам во Тебе, верувам Ти воскреснат, верувам Исус Христос, Господе. Верувам во Тебе, верувам Ти воскреснат, верувам Исус Христос, Господе. Верувам во Тебе, Татко, верувам во Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да Светот Тројство е Бог, верувам во вечен живот, мртви ќе воскреснат, јас верувам во името на Исус. Верувам во Тебе, Татко, верувам во Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да Светот Тројство е Бог, верувам во вечен живот,
Синот Твој, верувам во Светиот Дух, да светот пробство е Бог, верувам во вечен живот, мртви ке воскреснат, јас верувам во името на Исус, јас верувам во името на Исус. Алелуја, те славиме, Господе. Славиме и те любиме, зашто ти засака нас. Познавам Бог, кој љуби. Не земја предака. И дану јас се сменив. И дану бива јас. Сине кај себе, на оја свишно место, да пијам со тебе, да посиđem na tebe, Braце drži me, Braце drži me, Brace drži me. Poznavam Bog, кој љуби. Не земја предака. И дану јас се сменив. И дану бива јас. Сине кај себе, на оја свишно место, да пијам со тебе, се посиđem na tebe, Braце drži me, Brace drži me, Brace drži me. Sine kraj sebe, na oja stišno mesto, da pijam so tebe, se posjećem na tebe, Brace drži me,
насочи нашите нозе на Твојот пат, Господе, да не застрануваме ни лево, ни десно, Господе. Води ме, Боже, објави ни се, да те познаваме што повеќе, Господе, и што поинтимно. Браце, држи ме, браце, држи ме, браце, држи ме. Исус е толку многу голем Исус, што неговата големина ја опфаќа целата земја. Неговата големина ја опфаќа цела територија на оваа држава и колку и држави да има во светот, колку и поделби некој да има, неговата големина ја опфаќа целата земја. Што значи дека Господ Исус Христос ја има власта дури на цела големина на небото и на цела големина на земјата. Затоа каде да бидат твоите нозе, Бог, како што пеевме во раце, те држи. Бог во раце не држи. И затоа сме безбедни во Него, зашто Тој не држи во раце. Не знам јас кој каде ќе патува земниот период. Дали си бил некаде или си посетил некоја држава, може би ќе посетиш. Но да знаеш дека таму Бог во раце те држи каде да си. И затоа пееме и го славиме нашиот Господ Исус Христос. Зашто Бог поставил раце на секаде за да те држат. И знам еднаш бев со еден човек се молев и додека се молев му викам, знаеш што? Твоите раце не може да стигнат таму каде што Божите раце можат. И викам, понекогаш ти сакаш со своја сила да му влиеш на своето дете, викам, но Божите раце стига таму каде што твоите не можат. И викам, многу си бил, можеби си гледал некои работи како си сакал да влиеш на твоето да се промени, но не се променувало, ама викам, Божите раце стига таму каде што твоите не можат. И човекот беше многу добрен во тој момент, почна да плаче пред мене и ја верувам дека Светот го допри направи нешто ново во него. И верувам дека сега ќе го видам наредниот период и ќе ми рече, Божите раце стигнаа каде што таму моите не можат. И Божите раце стигаат таму каде што нашите не можат. Затоа нека му веруваме на Господ Исус Христос со цело наше срце што имаме. Затоа, Господе, токму во овој момент, Господе, се молам да секој срце биде допрено, се молам да секој камен, секаква тежина, Господе, да снема се во името на Исус, за да може да примиме од словото што денес ќе биде кажано. Од зборовите што денес ќе бидат соопштени токму кон нас, Господе. Јас се молам да секој уво биде одзапнато за да го примиме гласот Твој, Господе. Гласот на утеката, на радоста, гласот на убавината, гласот на нежноста, гласот на љубовта силна која што доаѓа и допира, Господе. Затоа нека секое срце биде одзапнато. Нека секое срце, Господе, биде како сунгер што ќе прими, Господе. И ако има сега некоја неубава вода, некоја прљава вода, Господе, ние сега стискаме тој сунгер, Господе, за да бидеме суви и за да примиме од водата која што сега доаѓа, Господе. Во името на Исус Христос, фала Ти за се што правиш во оваа црква и во овој дом, Господе. Фала што овој дом е Твој дом, овие тела се Твој дом, Господе. Ние сме Твој, како живи Твој храм и живееме во овој свет. И фала Ти што сме исполнети, Господе, со Твојот дух и фала Ти за привилегијата да познаваме Тебе, Господи. Фала Ти што ни исполнуваш, Господе, со се што ни треба, Господе. Ти си копи врз нас, Господе, од радост, од љубов, од мир, Господе, дури и од знаење, Господе, за да знаеме нешто ново тоа што претходно сме знаеле, да се напомниме со нешто ново што претходно не сме биле напомнети, Господи. Во името на Исус, фала Ти за пасторилија и фала Ти за словото што денес ќе го чуеме, Господе. Во името на Исус Христос, Господи. Алелуја, Исус. Амин. Така да денес биваме пасторилија заедно со нас и тој ќе ни зборува од неговиот живот со Исус, тој ќе ни зборува од тоа што Светиот Дух му зборува на неговото срце, а тој ќе наохрабри денес, јас верувам, и ќе бидеме повеќе поттикнати за да го вршиме она што Господ доаѓа. Фала на Господ што го имаме пасторилија и фала на Господ што имаме човек што се моли за сите нас, што му благодари на Господ за сите нас, што навистина се застапува за нас пред Господ Исус Христос. И ја верувам дека некои работи што се случиле во нашиот живот, некој знае, некој не знае, ама верувам дека дел биле заради неговите молитви.
и заради застапувањето Негово кон Господ Исус Христос. Една знам кажуваше било далечен километри од некоја личност и се моли за таа личност и Господ направил чудо во тој момент. Фала му на Господ Исус Христос што го имаме во оваа црква и добро е да се молиме за пастор Илија Даниела како авторитет во духовниот свет за оваа црква и за тоа што ја водат оваа црква и фала му на Господ за нив. Така да пастор Илија може да дојде напред и да чуеме повеќе за нашиот славен Господ Исус Христос. Фала Богу. Богу кажа дека убеден е дека се молам за вас и тоа е така, но јас сум убеден дека и вие се молите за мене и за моето семејство, така да затоа кога веќе сме ке молитва, нема да почнеме со проповед, ќе почнеме со молитва. Но ќе ви изненадам, нема да се молам, ќе се молите вие. Секој што е воден од Духот, а сите сме водени зашто нашиот живот е живот на молитва, нека стане, нека се моли. Ќе кажеме конкретни работи за кои сакаме и неколку души можеме да се молиме, зашто ова е црква. Ова не е шоу, ова не е представа, ова е живо тело, Христово тело, ова е жива и здрава заедница. Каде што сите ние имаме неприкосновен удел и увид во нештата што се од небото, да се преселат, да се пренесат тука на земјата. Така да веќе слушнаме дека имаме пожарина и знаеме дека има пожарина из Македонија, мораме не смееме како христијани да не ја заштитиме Македонија, да не ги заштитиме сите тие посеби, да не ги заштитиме сите тие луѓе. Ние, кога е нешто далеку од нас, не го игнорираме, ама не зажежало и не можеме да ја знаеме таа болка што тие таму ја преживуваат, што вистински ги зажежува. Јас сум бил многу пати на гаснење на пожар и не знаете колку е тоа страшно. Не знаете тоа како стихиски изгледа и не ни сакам да знаете. Господ нека не заштити од такво нешто. Од друга страна, нека не заштити од сите овие горештини. Многумина и најверојатно со право кажуваат дека македонската нација е една од по-физички нездравите нации. Но од друга и за жал не смее да биде така, зашто токму на такви како да кажам, ситуации, овие горештини, овие работи предизвикуваат поголеми проблеми. И во тој контекст не смееме да го игнорираме нештото или да го покриваме со духовно расудување, разбирање, знаење, но не пренесено во нашиот физички, реален, нормален живот. Така да се молиме и за тоа, да се крене свесноста. Од друга страна, како еден добар податок или добра утеха е тоа што дека од друга страна одиме со Данче во теретана, следиме луѓе што се бават со тие работи и кажуваат дека од друга страна се поголем е интересот за поздрав живот кај луѓето. Амин. Амин. Се поголем е интересот, дури некои кажуваат газиме во тој аспект. Така да поентата е што како христијанин, како пастор, како човек што сакам да се видам себе си и мојот народ, сакам да го видам во изградба холистичка, а тоа е дух, душа и тело. Да не се прескокнуваат едното со другото или едно да се занамарува за друго да се, така да таму каде што има физички напредок, нека има и духовен напредок. Таму каде што има духовен напредок, нека има и физички напредок. И на двете места нека има душевен напредок. Ќе се молиме за пожарите да стигнат, ќе се молиме за таа состојба на болести што се јавува како со комарците и сите тие нешта, да едноставно се научиме да знаеме како да реагираме подобро. А црквата е повикана да ги заштитува работите и пред да дојдат. Така? И пред да дојдат. И не смееме да не бидеме бунни, не смееме да ги игнорираме овие нешта. Но како што кажав, јас секако ќе се молам, но сакам луѓе да станат од вас што веќе се молат за некои од овие работи. Ја не знам дали знаете, ако кажете, ама ја не се молам пред народ или се, или ја не сум добар во молитвата. Понекогаш Бог преку визија ми ги покажува луѓето кои се молат за мене и за мојата фамилија и за црквата. Мора да биде така. И така да не имаме тука во простиријавите како луѓе охрабрувам, зашто знам дека од таа страна гледано секогаш е повеќе, ако се помоли некој друг ќе биде подобро. Денес ти помоли се. Денес е тој ден да станеш, да се охрабриш и да донесеш увид од небото на земјата. Така да, ајде да се молиме да не зборуваме. Може да предложам? Може. Цела црква, сега ќе се молам за
Отче наш кој си на небесата. Добро. Цела црква нека се моли така. Сите ја знаете молитвата. Ајде. Мислам дека сите треба да станеме и да молиме така. Ајде. Татко наш кој си на небесата. Татко наш кој си на небесата. Нека се свети името. Нека се свети името. И нека дојде. Воља Твоја нека биде. Твое царство нека биде. Воља Твоја нека дојде и Воља царство. Твоја како на небо, така на земја. Како на небо и така на земја. Алелуја, слава Ти Боже. Слава Ти што си Ти тука. И што стварно, Господе, работиш во цела Македонија. И даваш увид на целата црква што треба и како треба да се моли. И даваш увид на целата црква. Те молиме, Боже, сега да ја заштитиш Македонија од пожари. И од сите тие пиромани кои со намерно запалиле, Господе, спрти ги во име на Исус. Секаков страф од болести дека замине од Македонија. Амин. Во име на Исус. Нека луѓето бидат здрави во име Исусово. Амин. Во дух, душа и тело да бидат здрави. Во име на Исус. Амин. Амин. Значи, само да ви кажам нешто. Ѓавол користи секаква тактика и медицина за да ги плаши луѓето. Значи, тука владеат разни стравови. Луѓето се истравматизирани. Нема потреба ние да се плашиме, затоа што тоа е само кој една фама. Ајде, плаши се од ова, плаши се од она, плаши. Тоа не е во име на Исус. Не е така, не е точно. Амин. Исто додека, значи, Бого, кај беше Бого, се молеше пророчки. Илија исто збори пророчки. И ја имам увид исто, дека невиденатиот патриарх во пола ноќ како одбудеше Господи ме рече секој град, секое село се обрати. И сега имам увид. Има еден стих во Соломонови мудрости вика, Соломонови мудрости вика, мудроста вика на секој агол. Секаде е мудроста. Значи тоа е, алелуја. Значи тоа Господ си работи во Македонија. А ние сме спуштени тачно на земја за одредени области, одредени луѓе да кажеме за Господ. Тоа е тоа. А Господ веќе работи. Амин. Фала Ирина. Може да се продолжиме да се молиме. Слободно пишете се. Еве со мала закана нема да проповедам ако не продолжи со молитва. Ајде, црква, да се отрапиме да се молиме. Ајде, црква, да едноставно навистински застанеме како Божји праведници и прокламираме живот во нашите луѓе, живот во оваа држава. Господи Исусе, фала Ти што Ти ја подигаш свеста на луѓето. Ти си оној кој што го носиш тој ментален развој и ментален просперитет кај луѓето. И сега ние ги благословуваме сите луѓе да во нивната совест и во нивната свест се разбуди она Твоето изворно што е ставено во нив. И Господе, го рушиме култот на здравјето во Македонија. Дури сите поздрави, се е поврзано со нашето здравје. И ние го рушиме тој култ и тој идол од здравјето. Во името на Исус, да луѓето престанат да се плашат дека ти ќе им го земеш здравјето ако не направат нешто. Во името на Исус ја рушиме таа лажна слика за тебе. Ти си оној кој што даваш здравје, ти си Бог исцелител. Фала Ти, Татко мој небесен, што си толку добар. И Господе, сега ние ги ангажираме сите Твои огнени прислужнички духови, сите ангели да им служат на луѓето во оваа држава. И фала Ти за Твоето ветување дека и во време на лоши вести човечкото срце на праведникот нема да се уплаши, туку ќе се подигне и ќе го прокламира Твојот збор и Твојата вистина. Како што Ти ја сакаш Македонија, сега ние изрекуваме благослов во таја љубов.
И ние ја љубиме оваа држава и оваа нација во името на Исус. Фала ти, Господе Боже мој. Подигни ја свеста и кај оние кои што намерно предизвикуваат штета и обструкција. Во името на Исус, Господе, повикани се за нешто повозвишено, а не да се на најниско ниво. И ги благословуваме да им е подигната свеста во името на Исус. Фала ти, Тато Минесен, да од оваа земја одекна добри вести. Да од оваа земја одекна добри вести во името на Исус. Фала ти, Господе. Ако е некој воден, да се моли во јазици, исто тоа. Ако наш небесен Исусе Христе, Боже наш свети душ, се молам да примите нашата молитва за благодарност за се што направихте тоа за Македонија, за црквата наша и за сите други наши братски цркви кои се остават светото Тројство. Благодарни сме за тоа што правите и во овие критични моменти кога планетава е во чудовишна некоја раздрманост. Тоа е се поради тоа што се помалку имаме духовна вредност, а се повеќе сме материализирани и сакаме да што повеќе да заградиме она што е насипливо, а она што е трајно непопримаме. Благослови сите мои браќа и сестри од црквата, благослови го пасторот Илија, сите што му помагаат да обстоиме во ова време во која злодухот сака да го победи оне кој еднаш веќе го победил на крстот. Во името на Таткото, на Синот и на Светиот Дух. Благодарам. Амин. Благословија Господе Македонија да штити од пожари, Господе, од земјотреси, Господе Исусе, од секако недобро, Господе Исусе, јас се молим да се помогне света за Тебе, Господе Исусе, да придат во Тебе, Господе Исусе, да Те повикаат и во таквите моменти, Господе, и прокламирам спасение за овој народ, да Твојата волја што е за Македонија се исполни во името на Исус. Амин. 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 Господе, Ти донеси свежина помеѓу луѓето што сега се борат со огнени стихии, Господе, по планините, било каде и да е, Господе. Донеси свежина, Господе, од небото, во дожд, Господе, во надприродно действување Твое, Господе, каде што сите пожари ќе бидат изгасени, Господе, но и сите срца ќе бидат допени, Господе, од Твојата интервенција, Господе. Да тоа го благословуваме секој еден, Господе, што е на првени огнени линии, Господе, да навистински таа спознае дека таа сила што ја добива да оди уште понатаму, Господе, силата што доаѓа од Тебе, Свети Душе, и дека
Ти имаш се под контрола, затоа праќаме ангели небесни, Господе, да навистински држат се под контрола, Господе. Ги благословуваме и секој еден што претрпел загуба, Господе, да во Тебе има секаква надокнада, Господе, без разлика на каква загуба е во Тебе, може да има секакво надокнадување, Господе. Ти си Бог што обновува, Бог што просперира и Бог што од невозможното го прави да биде возможно. И затоа, Господе, ние повикуваме, Господе, сега утеха и надеж таму каде што треба, охрабрување таму каде што треба, сила и акција таму каде што треба, Господе. Фала Ти, Господе, што делуваш преку над моќната Твоја сила, Господе, која силно се прејавува и пребива во нас, Господе. Во името на Исус ја благословувам Македонија и целиот нејзин народ. Амин. Амин. Алелуја, супер. Може да се седнете, може да бидете. Кога некоја навика ќе автоматизираме, да не ја мислиме, а автоматски да ја правиме, тогаш би постигнале голема цел. Тогаш сме ослободиле голем простор за други потешки работи. Така да нашата молитва понекогаш може да биде навика автоматизирана, нашиот дух да продолжи да моли, да благословува и додека ние слушаме од Божјото Слово. Амин. Одлично, супер. Денес ќе продолжам таму каде што застанав јас околу увидот и околу Ефешаните 1 глава 17-19 стих, или што ви се рекло да се доискажам од тоа што немав шанса и време и прилика да го кажам на претходните две проповеди. Верувам дека ова е значајно за овој период, дека и за целиот наш христијански живот, а тоа е да имаме увид. Затоа и се молевме да имаме увид, но се молевме и од увид. И тук има голема разлика. Значи, ние не само бараме и сакаме да дознаеме нешто, него ние веќе реагираме од тоа што веќе во Христос го имаме. А тоа е се што ни е потребно за живот и за побожност. Ако се што ни е потребно, тогаш немаме изговор дека нешто немаме. Она што нашиот повик е да го препознаваме. Така, и за тоа денеска нешто ќе зборуваме. Најпрво да ги почитаме Ефешани 1:17-19 и после малку ќе влеземе во нив. Да Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познавате. Кажавме дека зборот е епигноси, што мисли интимно да го познавате, не да го знаете дека постои, него како кажа Богу како се молеше. Оние што веруваат знаат дека Бог постои и ги наградува оние кои ги љубат. Така да имаме една интимност со Бог, каде што сега не само знаеме за Него, него и го познаваме од близку, од најблизок вид. Нема поголем вид од тоа, интимно да се спознаеш со некого, каде што некој, посебно во Стариот Завет, каде што е пишано и тој го спозна тој, тоа значи дека биле интимни. Оригиналот еврејски е биле интимни. Така да ние го спознавме, имаме интимност со Бог. Амин. И продолжуваме, и да ги просветли очите на вашите срца, за сами да увидите, или зборот тука е еденај, што беше повеќе од само гледање или повеќе само разбирање, во англиските негде ќе го најдете како разбирање, но е перцепција. Така да ќе имате увид и перцепција за работите што Бог ги ставува пред вас. Така? И сега ќе продолжиме, во кратки црти само ќе го пролистам она што го поминаме за да го дадеме контекстот и ќе продолжиме сега зашто да имаме увид. Ние, покрај она што сакаме секојдневен увид врз нашите животи и врз животите на другите, за да бидеме посигурни во она што следува и она што моментално го правиме, Павле овдека се завршува на 3, најверојатно се клучни увиди што ќе ни ја отворат перспективата на секој увид што можеме да го имаме кроз нашиот ден, кроз нашиот живот. И Павле ги набројува 3, за да се просветат очите на вашите срца, за самите да увидите. Не јас постојано да гледам за тебе, не некој друг да гледа, не да доаѓа нон-стоп пророкот, да чекам јас за да ми каже што со бизнисот, да ми каже
Тоа има вистинска смисла и ќе видиме зошто. Но, и да дојде некој да ви каже, ако сами не увидите, немаме полза од она што ни е кажано. И затоа апостолот тука ни е јасен кажувајќи вака, за самите да увидите три работи. Што? Каква е надежта на неговиот повик? Какво е богатството на славата на неговото наследство во светиите? И колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку моќното действување на неговата сила. Вау, вау, вау. Овие три работи ги поминеме. Возбудени сме? Одлично. Значи, кажаме дека што следува пред увидот? Следува барање на мудрост и дух на откровение. Тоа е една добра положба на еден христијанин кога оди пред Господ да моли или да контемплира. И контемплација значи да ќути и да очекува Бог да му зборува. Зашто во молитвата повеќе нели ние зборуваме, што не е лошо. Да. Така да го познаваме Бог, епикноси, и ние сме повикани, добро тоа го збореме, да увидиме, разбереме или перципираме. Перцепција е психолошки процес преку кој човекот го прима, организира, толкува и им дава значење на информациите што ги добива преку своите сетила. Сега го превртуваме во духовен контекст, истото, тоа значи дека перцепција е духовен процес преку кој човекот ги прима, организира, толкува и им дава значење на информациите што ги добива преку своите духовни сетила. И најповеќе овие духовни сетила каде работат? Работат на небото, каде што сме седнати десно од таткото. Зошто? Од таму ние сега имаме увид. Амин. Или поедноставно кажано, перцепција е начинот на кој го восприемаме и го разбираме светот околу нас. Ние сме повикани да го разбереме овој свет околу нас, но во иста мера да го разбереме и светот небесен. Дури не можеме, ако не го разбираме, ако немаме тој небесен увид, да имаме многу полза од оно што се случува тука на земјата. Ајде сега вака. Матеј 6:8. Бог ја има истата перцепција и увид за која Павле нас не поучува. И текнува што вика Матеј во 6 глава, Исус ги поучува како да се молат, она што преска го правевме на кое не поттикна Ирена. Нели, а вие молете се Оче наш кој си на небесата, но пред тоа им кажува една многу интересна работа и тука авторот го користи истиот збор што го користи Павле во Ефешаните, е иденај што се мисли перцепција. Вика, но вика Бог знае он напред што ви треба на вас уште пред да биде од ваше уста искажано. Вау! Вау! Сега ние, тој е нашиот татко, тој е наш Бог. Бог што знае он напред. Неговите синови ако го имитираат, и они ќе знаат он напред. Амин. Амин. Така да, нашиот проблем често не е во тоа што Бог не прави ништо, туку во тоа што ние не го гледаме она што Бог веќе го прави. И не го сваќаме. И не го сваќаме, и ние постојано, пазете луѓе, многу пати јас заборавам што сум се молел. Многу. И треба некој да ме подсети, или треба да се исполни молитвата и да ми тропне на глава, ало, ти за ова се молеше. И најповеќе друг ќе те подсети. Памтиш дека за ова се молевме? Стварно се молевме. Стварно се молевме за работи. Така да, не се работи дека Бог нешто не прави. Ја многу пати сум го кажал, токму од оваа проповед, дека Бог работи во позадина. Како? Во невидливото, во позадина. Данче пред 2 недели, 3, мислам да го каже истото, Вики ја слушнав на проповедата го каже истото, дека Бог работи и интензивно работи на мојот и твојот растеж, кога ние мислиме дека ќути, кога од прилика нешто бомбастично не се случува. Позадински. Бог е позадински играч, многу пати работи позадински, кога ние мислиме дека он не работи. И ви го дадов примерот, тоа не е мој пример, тоа е примерот што Мартин Лутер го зима да објасни како Бог работи и во тишина и позадински, кога вика кога Христос беше умрен на крстот, 3 дена штама, а Бог работеше позадински. И бам, воскресение. Бам, нешто што светот го спаси. Значи Бог работи
позадински, така да не се работи дали Бог нешто прави или не. Бог секогаш прави нешто. Она што е наш личен, како се вика, домашна задача или не знам како да ја наречиме, е тоа да ние препознаеме. Ви текнува Исаија 43:19 што кажува? Тој ми е еден од поомилените стихови, на него имам пишувано неколку поста и имам неколку проповеди во минатото што дараџам да спамтам. 43:19 кажува вака. Бог зборува вака, Исаија вика: еве правам нешто ново. Што вика после? Пат во степите, реки низ пустините. Сега. Значи, он вика, еве правам нешто ново. Од наша новозаветна перспектива, Христос го исполни овој стих. Зашто Христос направи се ново. Амин. Направи пат меѓу степите, ќе речете каде? Во степата на твојот ум. Нашите умови, пред да го запознаеме Христос, беа степа. Голема прашума од полно информации, барајќи што е вистина, а што е лага, што е вистина, што не е вистина. И што направи Исус таму? Направи пат, како? Кажувајќи дека Он е патот и вистината. Чекај, за животот ќе дојдеме. И дојде, друго што вика Исаија, реки низ пустините. И во твојот пуст, и во мојот пуст живот без Христос, Он дојде и направи река, со тоа што го изли Светиот Дух, како жива вода во нас, кажувајќи дека Он е животот. И така да патот, вистината и животот. Бог го исполни овој старозаветно пророштво, иако во помала смисла беше за евреите, во крупна смисла беше за целиот свет. Но има едно прашање што Бог го поставува. И затоа јас кажувам дека не е дека Бог не работи во мене и во тебе. Но вика Исаија, дали го гледате ова? Дали го препознавате тоа што Бог го направи, го прави и ќе го прави во вашиот и во мојот живот? Амин. Дали го гледате? Затоа и мојата и на Павле молитвата не е да ви се отворат очите, зашто нови се отворени, него да се просветлат очите, за да можеме појасно, пубаво да видиме. Амин. Еве, сум пишал, затоа Павле не се моли да Бог да им даде нешто што нема, слушате го, туку да им ги просветли очите за да видат што веќе им е дадено во Христос. Има голема разлика со која перцепција ние ќе пристапиме на работите во нашиот живот. Или ќе бараме постојано нешто што сакаме да ни се даде, или ќе смениме перцепцијата и ќе гледаме што веќе во Бог имаме. Амин. И од таму да градиме. Има голема разлика во тоа. Колку е битен увидот? Многу е битен увидот. Некогаш менува животни ситуации, а некогаш менува и животи. Мене ми текнува во короната, во едно тежок период, кога веќе се отворија малце работите на крајот на короната, почнав да одам во мојата малска теретана. Се запознав и со дечкото таму што беше газда, главен на теретаната, нели? И почнаме си разменуваме книги, се дружиме малку, си правиме муавети за Господ, за сите тие нешта. И памтам дека во тој период му кажав, тоа беше сигурно пред добри 4-5 години, му кажав, јас те гледам како во иднина ти имаш повеќе теретани на повеќе локации низ Скопје. За него беше спрашување на мозокот сумумно, за мене беше малку Илија, што збориш ти? Во едно време на ковид, каде што се затвора, малска беше теретаната, па можеше најверојатно некако да работи или веќе се опушта тоа како се вика мерките, па можеше некако. А викам, после си одам Македонија и викам, што му каже на човеков?
Но јас бев убеден дека тоа е увид небесен што е за него и што треба да го следи. Ја после тоа еднаш се вратив нам многу уморен од Црна Гора, одма сабаљето појдов во теретана, ми се слоши, зашто немам ни јадена, бев уморен, хипертрофија, тоа како се вика, ми се спадна шекерот, и од тогаш некако занемарив и 3 години немав отидено и повеќе. Пред 6 месеци Данче почна да оди со пријателки незини, почна да посетува теретана. Ама тука во Влаја. Ова што се случува во Геге, зашто ние тогаш уште живееме во Геге. А пред 3 години ние се преселивме, немам ни контакт со човекот ништо. И Данче оди, почна во теретана да оди и се враќа еден ден и ми кажува: "Абе знаеш, вика, каде одам во теретана?" И вика: "Не." Па вика: "Кај човекот ти што одеше пред тоа." Викам: "Па нели у Влаја ти, у Геге ли одиш?" Са не разбира. Не бе вика у Влаја, пошто викам он не преселил во Влаја. Не бе вика имал 3 низ градот. И мене ми текна на пророштвото што му го имав на увидот, што му го имав дадено во едно тешко време, каде што се кажуваше најверојатно спротивно, но духот кажуваше нешто поинаку. Сега и јас се запишав во таа теретана и одам, зашто ми е мило, зашто сум дел од тоа исполнување на Божјата волја за неговиот живот во овој момент. Така да веќе има 3, а не се знае, ќе видиме колку ќе има. Тоа, зошто реков дека некогаш ги менува животните ситуации, но некогаш го менува животот лично. Бидете не само свесни, бидете спремни да Бог работи преку вас, имајќи увид за вашиот живот и за луѓето околу вас. Ќе ви кажам уште еден пример пред да почнам, пред да продолжам да зборувам. Многу пати Бог ме разбудува околу 4 саат, некогаш 3,5, некогаш 4, некогаш 3, со еден мир, но со една, хрватите викаат журба, како би се... Итност. Со една итност, дека или ја стане и моли се. Многу пати сум знаел конкретно каде ги начешам молитвите, а многу пати едноставно сум бил послушен и затоа некогаш имате јасен увид за нештата и можете јасни чекори да правите. Но кога немате јасен увид, не се откажувајте или не се обесхрабрувајте. Бидете послушни на Божјото водство и Он ќе ве доведе до местото каде што треба вистински да се прослави таа ситуација во тој момент. И знам, ме буди, јаде во Холандија, ме буди Бог, погледнам на саатот за да видам што е со мен, 4 саатот, а ме буди со некоја потреба да се молам, не знам зашто точно како, и во 4:10, сега некој ќе речи, да видиш што правите, вампирите, по тие мои рани саати. Не, не секогаш вампирите идат во тоа време, нема да се плашите, не секогаш Бог ве буди во раните, ѓаволот ве буди во раните утрески сатови, многу често Бог ве буди во раните утрески часови заради итноста на некои работи. Јас станувам во 4, почнам се молам во 4:10, ми пишува пријател на 2000 километри од далечен момент: "Пасторе, братко, моли се за мене и за мојата фамилија, за благослов, за некои нешта." Ми разбирате која е поентата? Само треба да бидеме отворени на неговото водство и само понекогаш, ја знам дека тоа послушност и понизност многу пати ни делува религиозно, зашто сме дале религиозна нишка во текот на историјата на овие неколку термини, па затоа, но има голема сила во послушност и понизноста кога си воден од Светиот Дух. Зашто не секогаш ќе имаш јасен увид, но ќе бидеш послушен на тоа што Бог те води. Амин. Сега. Но покрај оние секојдневни увиди, добро, тоа го кажаме. Ајде да видиме Павле за каков увид првично зборува. За самите да увидите каква е навешта од неговиот повик. Некаде е за неговиот повик, некаде од неговиот повик во преводите, зависи која Библија ја читате. Ја читам секогаш повеќе Библии, за повеќе преводи да ги споредам, за да можам да најдам на НЗС
каде што точниот изворен текст што сака да укаже. Така да, каква е надежта неговиот повик? Најпрво да разјасниме. Апостолот не се моли за да добијат знаење, туку да им се просветат очите за да видат што веќе им припаѓа во Христос. Ја мислам дека една од работите што ние треба да ги учиме и да го учиме светот треба да го учиме прво да го запознае Христос како Спасител и после да учиме што? Да ги учиме што веќе им припаѓа во Христос. Ние постојано, мислам не постојано, тоа е голем збор, но многу пати ја самиот се наоѓам во молитва каде што барам нешто што веќе ми припаѓа. Што си доби? Веќе што сум добил, веќе што ми припаѓа. И тука се менува перцепцијата и перспективата на твојата молитва, на твоите работи. Едно е да бараш нешто, а друго е да знаеш дека веќе ти припаѓа. Амин. Да, така да не само да бараме знаење голо, не само да ни се просветат очите, да имаме јасна слика и представа, него да видиме што веќе во Христос ни припаѓа. Повикот од Бог носи надеж. Како може еден повик да носи надеж? Ако не го знаеш твојот повик, ќе бидеш како бран воден од ветровите лево и десно. И ја не викам дека процес има на истражување на твојот повик. Има процес на истражување и на надградување понатаму на твојот повик. Но има позиција каде што мора да влезеш во препознавање на твојот повик, за да можеш појасно, посигурно, како што се молеше Наташа, не лево и десно, него направо да го следиш Божиот замислена траекторија за тебе и за твоето семејство. Зашто пред било кој пророк да дојде да ти кажува во твојот живот, ти си пророк за својот живот и за твоето семејство. Амин. Амин. Ова мора да ни е јасно. И како пророк треба увидот да ти биде пред тебе за тоа што следува. Она што ќе го промашиме, му го даваме на Божјата благодат, кој е неприкосновен во неговата добрина да ги исправа нашите патишта, ако ние свесно се покајаме од тој скршнат пат. Тоа значи, ако свесно влеземе во промена, Марија мислам ни избореше пред некој време за покајување, колку тоа има подлабока смисла од само промена на умот и само религиозно кажување јас грешив, Господе, и толку, него едно суштинско обраќање на неговата волја во продолжение, така? Така да, но повикот носи надеж во твојот живот. Дозне го твојот повик во твојот живот, надежта полека ќе ти станува јасна, ќе станува predictable, предвидлива. Кога не го разбираме повикот, лесно ја губиме перспективата. Кога не го разбираш повикот во твојот живот, јас ако не го разбирам повикот во мојот живот, лесно можеш да ја изгубиш перспективата. А што значи перспектива? Нешто што треба да следи во иднина. Така? А што значи тоа? Ако изгубиш перспективата, ти ги губиш кои конкретни чекори треба да ги правиш во сегашноста. Нели? И, ајде првен лево, па десно, па ќе застанам, ви кажам ја, многу пати почнувам со молитва, завршувам со песна. Кога губиш перспективата, зашто си почнал нешто, твоите чекори понекогаш изгледаат хаотични. И Бог има смисла за хумор и ние можеме да се смееме, но јас сакам да почнеме да се градиме и да се растеме во тоа. Зошто? За да одговориме на прашање, гледате ли што Господ го поставува пред Исаија и ние да речеме, Господе, гледаме, перцепираме. Амин? Така. Така да, кога повикот не го разбираме, лесно ја губиме перспективата. Кога добиваме духовен увид, почнуваме да ја гледаме иднината од Божја перспектива, а не од моменталните околности. Кога добиваме духовен увид, не ковид да било, што и да било, дечко, ти си повикан во периодот што ти престои да имаш повеќе теретани на повеќе локации. Божји увид што прави? Носи иднина од Божја перспектива, а не од моментални околности. Амин. И тоа е суштинско. Моменталните околности во нашиот живот можат да бидат клучни во нашето, како се вика тоа, гунило.
во нашето бунило. Ќе те укочи. Зошто? Тоа е страх. Тоа е страх. Погледни лево, погледни десно, погледни напред, погледни назад. Павле кажува, посебно за Македонија, нас највеќе интересира нашава земја. Вика, стравови однатре. Како беше, притисоци однадвор, а стравови внатре, и ти лево, десно. Затоа што? Баре мудрост, дух на откровение, Бог ќе ти даде увид, така? И твојата иднина што? Ти имаш иднина гледана од Божја перспектива, а не од моментални околности. И увидот ја менува не само нашата перцепција на сегашност, туку и нашето очекување во иднината. Не само ти ја перцепираш сега на поинаков начин твојата сегашност, него преку таа перцепција на Божји увид, сега ти ја трасираш твојата иднина. Амин. Одиме на второто. Друго, Павле се моли самите да имаме увид за какво е богатството на славата на неговото наследство во светиите. Вау! Какви изрази Павле тука користи? Богатство, слава, наследство, светии. Вау! Значи, јас кога читам, пазете, ова е одложена, одложена радост за мене, кога проповедам. Зашто јас вистинската радост, и ова секој што спремал проповед сигурно го доживеал, е во моментот кога ќе ги прочитам стиховите, кога Светиот Дух ќе ги прозбори и кога ќе шарот ќе ти се отвори. Ја тогаш викам, Господе, ако може сега, дај кај се луѓево или на ангеливе твои сега да го проповедам ова. После тоа, по пат, една песна, друга песна, се јави трет, четврт, се одложено веќе е радоста на светова. Така да, таму во твојата таминион, што е таминион, знаете? Тајна соба. Знаете тајна соба зашто се користела? Каде што се чуваат богатствата. Ја ќе ви кажам кој ви зборуваше за тоа. Гого Неделковски. Така беше Гого. Ти зборуваш за тамин. Таминион, тоата тајна соба, каде што се чуваат богатствата, а Бог не повикува таму, во неговата тајна, во нашата тајна соба, каде што е богатството, во нашето богатство е Бог, таму да одиме и таму да црпиме од небесните ризници, за да можеме да имаме увид за она што не окружува. Затоа проповедта за мене е одложена радост. Прва радост е додека ја спремам. И кога ги читам стихови, мене не ми треба проповед, зашто ми се отвара цел спектар. Читате Библија. Што повеќе? Читате. Дојдете и прашете ме кои преводи да ги читате. Ќе ви кажам. Тоа учам, тоа истражувам, тоа правам. Кои ви се по-полезни, кои ви се за моментот, кои ви се за утре, кои ви се да споредите. Не сите преводи се добри, ама ајде да не одиме понатаму. И како е богатството на славата на неговото наследство светиите. Увидот ни овозможува да ја видиме вредноста што Бог ја гледа во она што тој го создава во нас. Што правиме сега? Не гледаме ние колку ги вреднуваме работите, зашто ние ги вреднуваме работите со една мерка, една доза на мерила, него гледаме сега и увидот ни овозможува да ја видиме вредноста што Бог ја гледа во она што го создал во нас и го создава. А Бог гледа сосема поразлично на мене, на тебе, на твојот син, ќерка, брат, што и да е, но тоа што понекогаш ние гледаме. А ние, Павле не повикува да се усогласуваме со неговата воља, со неговата перцепција, за да може да ни се просветат очите, за да видиме како што Бог гледа, во поедноставена смисла. Друго. Друго, односно, често човек гледа во себе. Слушате на што често човек гледа во себе. Ова е научно докажано. Јас сум слаб. Тоа гледа човек во себе. Друго што гледа во себе. Обичен. Што сум ја поразличен од другите. Па ние тоа песна пееме. За такви цело време ние сме. Ова што сме ние доволно. И цело време сум недоволен. Така човекот се гледа преку својата перцепција. Но Павле се моли Бог да ни ги просветли очите, за да видиме дека Божјата работа во неговиот народ има славу и славно е и богатство има. Богатството вика што? На славата на неговото наследство во светиите. Бог одлучил наследството што е негово да не го крие од нас, него да го стави сега во нас. Знаеш зашто? Зашто јас и ти сме свети. А знаеш што значи светија? Чиста душа, одвоена за Бог. Така, во превод е чиста душа.
Светија е чиста душа отворена за Бог. И сега јас и ти сме свети и таму Бог одлучил и затоа Христос, тоест апостолот Павле не нарекува Христови што? Наследници. Друго? Што? Сонаследници. Амин. Соработници, но не нарекува и Христови сонаследници. Што значи тоа? Да си сонаследник со некого значи дека тоа што му припаѓа него, ти припаѓа и тебе. Амин. Кога имаме духовен увид, се гледаме себе си според нашата кога немаме духовен увид, се гледаме себе си според нашата сегашна состојба. Кога имаме увид Божи, се гледаме себе си во светлина на Божјата намера. Амин. На Божјата намера. На тоа што Бог има за мене, за тебе, за Македонија. И ти сега ќе кажеш, нели, ако се вратиме на првото, ќе речеме, па кој е мојот повик? Зашто јас не го гледам да е некој функционален и јавен во црквата. А може не треба. Ама твојот повик има друга мирис, друг вкус, друго знаење, друго разбирање, за друго си повика. Пронајди го и таму биди мирен, сигурен во него и послушен, а он во право време ќе те што? Подигне. Амин. Амин. И не само што подигне, едни од најувајте мои барем стихови се во Малахија, каде што вика, и ќе не поведе да газиме по височините негови. Ќе ни ги направи, вика, носете како елен, да можеме да газиме по височините наши. Амин. Од таму еден паметен човек кажал дека секој врвнена планина е само копче за наредната. И тука ќе завршуваме негде со третото, да имаме зашто увид и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас кои веруваме преку мојното действување на неговата сила. Абе, Павле не бил грешка кога кажа дека се е од него, преку него и за него. Значи, он ни дава вера и сила да можеме да веруваме. Амин. Алелуја. Е сега, тука зборот за неизмерна величина е нешто многу возвишено што не се објаснува со човечки зборови. Таква, што за таков увид на величина на неговата сила во нас, ние сме повикани да имаме. Е сега, што значи тоа во нас? Ова е многу клучно, зашто ние нашиот тенденција е да го бараме ова од утре. А Павле се изразува во нас, на друго место преку нас. Значи не да дојде утре за да го доживеам ова. Нешто види го неговото величие што веќе прави низ тебе, во тебе, во твојот живот. Тоа е клучното. Немој да чекаме секогаш да видиме на некои работи. Увидот не е само да знаеме што Бог ни вети. Не е само, значи да знаеме што Бог ни вети, но не е само да знаеме што Бог ни вети. Туку да видиме со каква сила тој го остварува она кон што не повикал. Вау! Значи не само добре, готрив мојот повик, него да увидиш со каква сила он го прави тоа. Амин. Со каква сила, со неговата надмој, што те прави не километар два да изодиш, не кошула и палто да дадеш. Се она што Бог не повикал да го правиме од невозможно во возможно. Ја не знам дали знаете дека тоа е запишано и ние многу пати го цитираме како, пазете, мора да ја смениме перспективата. Христос вика вака. Ајде уште малце трпение. Христос вика вака. Христос вика ќе правите поголеми чуда од мене. И вика, ако и речете на онаа планина да се помести, само да имате вера на синапово зрно, на онаа планина да се помести, таа планина ќе се помести, ќе речете фрли се оваа планина во море. И сега ние, зашто ни е премногу големо, одиме на тој психолошки дел, позадински на овој стих и кажуваме, најверојатно се мисли само на проблемите, тие се како планина, што е точно, ние кажуваме секој човек своја планина, секој човек свој проблем, и таму го следуваме овој стих.
Но од друга страна, погледнуваме на самите себе, каде што немаме помрнато уште физички планина и викаме, не, ние не го остваруваме она што Христос го ветил. Но не е точно. Знаете дека го остваруваме? Како? Како Христово тело. А што е Христово тело? Црквата. Ако ја не ја поместам, некој пред 300 години има поместено. Читайте. Ги нападнале војници, се молеле, помести планината, се изгубило трагот. Црквата е повикана да прави поголеми чуда. Не ти како поединец. Ти ќе го следиш него и во твојот повик, ќе знаеш точно што треба да правиш и ќе се градиш во истото. Но немој да забораваш да ја смениш твојата перспектива, да гледаш на тоа што црквата прави и локално, и глобално. Така да црква охрабри се дека имаш поместена планина и ќе поместуваш уште многу. И физички планини, и духовни планини, и болестви, и умствени планини, и се оно што ни смета. Да го исполним оно што Бог ни го вети. Амин. Така да. Уште еднаш ќе прочитам. Увидот не е само да знаеме што Бог ни ветил, туку да видиме со каква сила тој го остварува оно што не повикал. Знаете со каква сила? Во продолжение на стиховите кажува со каква сила. Со истата сила што го воскресна ненадминлива. Ненадминлива, никој не може да ја надмине. Ама овој вака на априоните, никој не може да надмине силата што е во тебе и во мене, за да можеме да го следиме Божиот повик и према тој повик да правиме она што треба да го правиме. Амин. Павле зборува за сила која веќе действува во нас. Затоа реков, не во иднина. Еден ден може ќе действува. Не бе действува во нас. Ја не во секогаш пастор и не може нема да бидам од секогаш пастор, но како духовно дете во тој момент дома имав 40 температура и се тресев целиот, не знаев што да правам и Бог ми вика, моли се за една личност. Господе, како да се молам за една личност кога јас сум во паника, 40 температура, ладен туш, ништо не бива. Ништо не бива. Како што се молам за личноста во послушност, така се исцелувам од температурата. Зашто силата Божја е во мене и делува преку мене. Амин. Така да, уште еднаш ќе повторам. Павле зборува за сила која веќе действува во нас, не само сила што Бог ќе ја даде некогаш во иднина. Затоа почнеме со Исаија дека се е исполнето, Христос направи се ново. Го познаваме ли? Го приметуваме ли? Го разбираме ли? Интимни ли сме со Него? Амин. Најголемиот проблем понекогаш не е недостаток на Божја сила, туку недостаток на увид во силата што веќе действува во нас. Не е недостаток на сила. Не може некој да каже дека Бог ослабел. Се моќниот, вечниот, се присутниот не може да ослаби. Затоа, Господе, се молиме за увид во нашите животи. Амин. Увидот ќе ти даде мир повеќе од било што. Зошто? Зашто ќе увидиш дека во неговиот мир пребиваш. Ајде сега. Значи, сумираме, очите да ни се отворат за надежта на неговиот повик или каде не води? Да ни се отворат очите, да ни се просветлат очите, се извинувам. Зашто? За богатството на неговото наследство, што Бог гледа во нас? Он гледа тоа што оставил во нас. Ја ова дете остави ова, и ја гледам тоа. И преку тоа ќе го поттикнам, зашто се му го дал Светиот Дух, да се гради и да го постигне она што Христос веќе ја постигна. И трето, неизмерната сила во нас, што Бог, зашто Бог не оспособува. Бидете благословени во името на Исус. Амин. Колку беше добро, јас сум живо, сакам да продолжи уште. Мислам дека сите за момент добравив на време, сакам да продолжи уште. Така, да имаш помазање ново, слава на Господ Исус Христос, за се што направи денес преку пастор Илија. Стварно јас ќе завамтам дека нели некогаш бевме пустина, но сега сме живот. И таа река тече низ нас во овој свет. Каде што ние одиме и каде што се движиме. Слава на Господ за денешната проповед, за се што беше кажано, за се што примивме. Утре доаѓа понеделник.
моли се. За утре доаѓа вторник, моли се. Доаѓа среда, моли се. Доаѓа четврток, моли се. Доаѓа петок, моли се. Работи, моли се. Крижи со своето семејство, моли се. Снабдува дома, моли се. Оди да пазарот на зелен пазар, купува работи, моли се. Оди на некое друго место, моли се за луѓето, моли се за работа во тебе, моли се за тезгите што играеш на пазарот, моли се за луѓето што продаваат во Вајкики, ако пазаруваш некоја облека или некоја друга продавница. Моли се таму каде што одиш, моли се. Доаѓа петок, сабота, моли се. Доаѓа недела, дојди тука, споделија радоста за целата недела, како се поминал со некој твој брат, сестра, така да благослов, живе го животот со Исус. Се гледаме наредна недела со почеток од 11 часот тука во поема. Остави се во 5 минути, моли се за некој друг тука, благослови го, кажи му да напредува во се, да живее во се со Исус, што и да правиш, да се фалиш затоа што ќе гледаш Божјата рака како действува во својот живот, благослови го некој до тебе, живее со Исус и нека тој живот одекнува како една експлозија на радост таму каде што одиш, таму каде што се движиш. Така да благослов до сите кои што денес дојдете тука, се гледаме наредна недела ново место, одново да се освежиме и потикнеме за нас Господ ги има. Благослов до секој.